Новиот оброк на денот го стартуваме во овој момент и она што од самиот старт денеска на утринската го напоменавме како најава. Оние кои што не следале веќе знаат, оние кои што малку подоцна ни се приклучуваат, веќе ви го представуваме нашиот денешен гостин. Станува збор за Дино Николич, кој што е познат како здравствен тренер и човек кој што успеа да промени многу животни навики, би рекла, кај граѓаните, кога е секако исхраната во прашање. Дино, ти посакувам добри дојде повторно во нашата кујна. Добро ве најдов. Како си периодов со оглед на тоа што е лето, имаме високи температури, високите температури и храната како одат или не одат? Одат, дефинитивно одат заедно, особено тоа што многу луѓе имаат висок притисок и тоа високите температури го усложнуваат многу тој проблем. Меѓутоа, она што е интересно е сега кога веќе го спомнавте тоа, дека најголем процент од случаите на висок притисок е фактички животен стил и е директно од исхраната. Кога имаме исхрана која што потенцира покачување на инсулин, тоа автоматски води кон висок притисок. Кон висок крвен притисок. И луѓето добиваат совети да избегнуваат сол и така натаму, што уствари е погрешно доколку не се промени исхраната. Добиваат лекови и така, знаете како да и потоа оди тоа еден затворен круг од кој што е тешко да се излезе. И после топлото време фактички го усложнува проблемот, меѓутоа топлото време само по себе, ако имаме добра здравствена состојба, не би требало да биде никаков проблем. Ако добро се хидрираме, меѓутоа факт е дека некако во лето не ни се јаде тешка храна, ни се јаде нешто поедноставно, полесно, а сепак нели да не држи. Предпоставам дека можеби и овој оброк денеска е токму таков. Лесен, едноставен за подготовка. Многу едноставен, многу лесен и многу хранлив. И многу хранлив. Ајде да ни представиш за што станува збор. Јас утре го споменав кето пита од спанак. Во моментов или во оваа ситуација таа не е со спанак, иако нели може да се замени со блитва, како кажа. Да, може и со постојат комбинации. Да, точно. Многу едноставен рецепт, се прави многу брзо. Јас и вака ќе го објаснам зашто тука немаме нели печка и така натаму, тоа се пече. Значи фактички рецептот е составен од 5 јајца, 50 грама кето брашно, тоа сме го зборили многу пати во вашите емисии тука. Значи тоа е специјална мешавина од одредени семиња кои што може да се користи да се прави хлеб, да се прават колачи, да се прават разни пити, меѓу кои и оваа. Рековме, значи 5 јајца, 100 грама може да се искористи спанек. Се ставаат, значи сите тие состојки се мешаат заедно, се зема 150 грама сирење, 150 грама кашкавал. Се рендаат, се мешаат сите заедно. И се ставаат да се печат. Да, се фактички се прави хомогена смеса колку што е можно и се става се пече на 180 до 30 минути. Да, веројатно оваа смеса може да биде и во форма на мафин, па да биде и така испечена. Може, печењето или формата оставаме на по ваш избор. Важно дека ова е структурата или смесата која што треба да се добие, а потоа во испечена форма, како кажа, 30 на минути? Да, на 180, додека не фактички она на почеток изгледа бела заради сирењето и сето тоа. Меѓутоа треба да потемни од горе и потоа е готова. Значи многу вкусен оброк. Овој речем ова што го кажам, значи сите овие состојки, 5 јајца, кашкавалот, 150 грама сирење, 150 грама кето, брашното, сите тие фактички даваат околу 110 грама протеин. Значи ова е многу богат оброк. Да, високопротеински. Дино, кето брашното можеме сами да си го подготвиме, бидејќи речеш е состав од неколку мешавина од неколку семиња, или тоа е смеса која што исклучиво се купува по маркетите? Да, тоа може човек да се обиде, меѓутоа ова е специјално подготвено, ние го имаме направено специјално за да може да биде хранливо, добро е искомбинирано и добро е направено, формулирано за да може да се прават лесно лебовите. Иначе човек може да проба сам дома да прави комбинација, меѓутоа можеби нема да му биде толку успешно. Да. Одлично. Со кето брашно може да се прави било што, како што напомена и ти претходно. Најразличен тип на комбинации, колачи, лебови, па дури и ваква пита. Колку често ова е кај вас дома присутно? Па редовно. Значи во месецот еднаш до два пати, со тоа што може да бидат разни комбинации, затоа што ако ги сватите принципите на кетогената исхрана и на тоа што значи правилен оброк, ова е на пример еден правилен оброк бидејќи содржи се што треба. Се што му треба на организмот за да може да издржи до следниот оброк, така? Да. Значи многу засито, значи пола од овој рецепт кој изедете, тоа е дури многу. Значи бидете пресити ќе бидете, има многу масти во себе, значи природни масти.
Целата работа е ако човек може да го формулира оброкот, тогаш тој може да се игра со намирниците. Значи овде може да се стави месо мелено, може да се стави тиквичка, комбинациите се неограничени. Да, тоа и сакав да го потенцирам, а мислам дека минатиот пат го коментиравме, дека важна е едукацијата. Затоа што и информираноста, значи ако луѓето се запознаени со кето начинот на исхрана или со било кој друг начин на исхрана, односно ако знаат што му е потребно на телото и што внесуваат и како потоа нели правилно да си комбинираат намирниците, веројатно ништо не би било тешко, како што нели многумина знаат да кажат. Да, дефинитивно така е. Да, пред малку кога не ни беа камерите вклучени, зборувавме, спомена ти дека си ја слушнал нашата утринска тема која што говореше за светското население, за наталитетот, порастот и така натака. И сега велиш имаш познавање во поглед на таа насока, поточно исхраната и плодност или неплодноста имаат една силна и тесна врска, односно поврзаност. Што би прокоментирал на таа тема како нели надоврзување на она што ние го зборевме во студиото? Баш на таа тема би сакал да обрнам внимание на тоа дека решенијата кои што сега ќе се нудат, зашто јас зборев за ова јавно и претходно на други телевизии пишувам на сајтот многу затоа што ова е многу битна тема која што не добива воопшто внимание колку што заслужува. Да, колку што треба. Да, заради тоа што статистиките се алармантни и иднината која што следува како резултат на тие статистики, ако ги видите само трендот, значи без да прогнозираме, да речеме, јас претпоставувам, значи ако гледаш статистиката, тоа кажува дека неплодноста доаѓа. Дури биолозите предвидуваат дека до 2045 година просечниот маж ќе биде неплоден. Значи 2045 година е многу блиско. И тоа е фактички една тешка состојба што се случува. За која што луѓето не се ни свесни, така да? Не се свесни и сега допрва ќе се нели тоа популаризира и решенијата што ќе се нудат и што веќе се спомнуваат нема да имаат многу врска со вистинските решенија, затоа што се гледа на друг правец. Извини, овој податок кој што го напоменуваш, кој што е на светско ниво и зборува за неплодноста, дали исхраната е еден од факторите кои што влијаат на тоа? Дефинитивно, тоа ми и целата поента на ова што сакам да го кажам. Исхраната е еден од клучните столбови, клучните фактори во животниот стил за нашата состојба психофизичка. Со тоа што она што сега се нуди како решение за проблемите со плодноста што ги има на светско ниво, храната речиси не се спомнува. Се гледаат други фактори. Да. Целата работа е што плодноста почнува во чинијата. Тоа е многу битно да се знае. Колку кај нас луѓето се свесни за оваа ситуација и дали работиш со клиенти кои што можеби го поминуваат тој тежок пат и ја водат таа битка, но на крајот се добиваат среќни вести како благодарение на тоа што некој ги променил животните навики, животниот стил, односно го променил начинот на исхрана. Дефинитивно работам со клиенти кои што сакаат да ја подобрат својата плодност, значи има парови кои што се обидуваат да зачнат неуспешно или временостите не се успешни. Сето тоа е директно поврзано со животниот стил. Јас тоа не го работам од медицински аспект, значи се има за тоа медицина и така натаму, меѓутоа ние работиме од аспект на едукација и на она што единката може да го направи во својот живот независно од сите други фактори, значи како се храни, како спие, како вежба, дали вежба, кои нешта ги има присутни во околината што влијаат на плодноста, значи сите тие фактори се многу важни. Да. А луѓето кај нас свесни или недоволно свесни? Недоволно свесни, али не дека се и тие што треба да бидат свесни, тие што треба се одговорни за тоа, не ги знаат тие фактори кои што директно влијаат на плодноста. И сега се земаат разни статистики и има тука вистина, значи дека и паровите се сеенели во повозрасти години и така натаму. Да, веќе тоа е некој нов тренд и на светско ниво, тоа го споменавме да луѓето малку подоцна во текот на животот, можеби и после 35-та веќе се одлучуваат да го започнат тој процес за остварување на како родители, а тогаш веќе е и многу потешко, нели? Тоа би сакал да искоментирам нешто околу тоа. Така изгледа дека е потешко, меѓутоа од пракса она што ги имам увидено, зошто изгледа потешко како што минуваат годините, не е заради тоа што старееме, нели викаат сега со староста се намалува примери тестостеронот и така натаму. Тоа и реално гледано не е вистина. Туку кога имаме погрешни
навики. Кога имаме грешки во животниот стил за кои што не сме свесни, има многу луѓе кои што велат ја здраво се хранеме, кој ќе наброи што јаде, значи тоа е се обратно од здраво. Како што живееме со грешките во нашиот животен стил, така се акумулира штета на ниво на клетка, на ниво на организам. Така се акумулира штетата на нашето тело, па и оттаму веројатно тие размислувања дека Точно. Да, и тоа го забрзува процесот на старење и процесот на влошување на функцијата на целата физиологија. Процес, да. Точно. И после доаѓаме до повозрасни години каде што плодноста е нарушена и тоа ти од старост. Или тестостеронот е намален, да речеме, кај мажите, и тоа е од староста. Не од староста, бидејќи има луѓе што се 60-70 години па имаат ниво на тестостерон повисоко од 25 годишни. Така да тоа е животен стил пред се. Да. Исхраната во многу наврати сме кажале дека може да биде пријател, но во исто време и непријател на човековото тело и човековиот организам. Само прашање на време е кога луѓето ќе се освестат, ќе станат свесни за тоа што го прават и колку вложуваат во себе и дали правилно или неправилно се грижат. Дино, ова кето пита со што најчесто ја комбинираш? Дали со чаша јогурт, кефир, може таква комбинација да се направи? Да, со чаша јогурт. Тоа во кето методата не е погрешно? Да, јогуртот сам по себе има јаглехидрати, меѓутоа ако не пиете преголема количина, сосема ја ворете една чаша човек да се напие слободно. Со ваков оброк, збориме, да. Кои ќе бидат твоите препораки, Дино, некаде кон крајот во поглед на и твоите клиенти, но и генерално луѓето кои што не гледаат во моментов на Телма? Како хидратацијата секогаш ја наведуваме како клучен момент, но што е она што според тебе е важно или го даваш на секој еден твој клиент кога е исхраната во прашање во овој летен период? Важно е да ги има фактички внесот на сите потребни макро и микро елементи, значи да има доволно протеини, да има доволно масти. Кога станува збор за хидрација, треба да се знае дека водата не е таа што хидрира, туку хидрираат минералите, хидрираат солта, например. Ако ние би пиеле дестилирана вода, ние би дехидриране, затоа што таа не навлегува во клетката. Минералите помагаат да влезе во клетката, затоа треба да се внесува и сол во исхраната, треба да се внесува калциум, магнезиум и така. Тоа е едно од, еве, кога станува зборите за регулирање на притисок и на справување со горештините, меѓутоа најглавното нешто што мислам дека е една од најважните работи што може да се направи за здравјето е човек навистина да се едуцира за своето тело. Значи како работи телото. Тоа е најважно. Што е правилна исхрана? Зашто јас многу често зборувам за правилна исхрана. Некогаш некој ќе ме праша: "Добро, ама како сега ти знаеш, па твоето е правилно?" Не е моето правилно, правилно е тоа на телото. Кога го правиш нештото што е правилно за телото, добиваш резултати. Се зголемува плодноста, се зголемува тестостеронот, расте фокусот, расте енергијата. И кога ги гледаме тие ефекти, тогаш викаме: "Да, ова што сме го правиле е правилно." Ако ние не ги добиваме нив, тогаш тоа што го правиме не е правилно, без разлика кој го рекол, во кој учебник го пишува и слично. Така да битна е едукацијата. Апсолутно се согласувам и тоа е една од целите на оваа емисија или конкретно оброкот на денот, каде што верувам дека низ годините на многумина сме им ги промениле навиките или барем сме дале повод зошто треба да направат некаква промена кога е исхраната во прашање. Дино, во летото актуелни се летните одмори. Претпоставувам дека и за тебе ќе има период кога малку ќе одмориш. Прашањето ми е дали луѓето кои што се го живеат овој кето начин на исхрана, кога ќе заминат некаде на одмор, дали им е тешко да се прилагодат на тамошната исхрана, на тамошната кујна, ако нели одат во други земји? Некој совет околу тоа? Да, многу интересно прашање. Тоа го работиме на програмите. Тоа е една од клучните цели на моите програми, да човек каде и да е, во кој момент и да може да се храни правилно, да може да фактички оди според начинот на исхрана кој што му е потребен. Тоа е поентата, тоа е едукативниот аспект. Значи, дали сте на свадба, дали сте на одмор, дали сте во маркет, дали ќе влезете да земете, дали во ресторан, да знаете како да јадете правилен оброк. Така да, возможно е, може би некојаш е потешко, се зависи каде си и така натаму, меѓутоа има начин секогаш човек да се храни правилно.
тоа ќе биде и советот. Претпоставам да сите оние кои што не гледаат во моментов, каде додите на летен одмор, ако веќе сте навлезени во таа некоја филозофија да си го подобрите собственото здравје, да си го подобрите начинот на живот, а тоа подразбира и се разбира добра исхрана или правилни оброци, правилен внес на сите оброци кои што треба да ги имаме во текот на денот. Дино, ти благодарам многу за гостувањето, за овој споделен супер рецепт. Може уште еднаш да го погледнат гледачите испишан на екраните, бидејќи навистина е едноставено, само неколку намирници можете да добиете оваа одлична, нутритивно богата и, како рековме, високопротеинска кето пита со спанак. Ти благодарам многу, ти посакувам убаво лето и се надевам ќе се дружиме повторно со нови рецепти и во новата сезона. Благодарам за поканата, драго ми како и секогаш што сум дел од вашата емисија. Не знам, мислам дека само да напоменам, можеби ако пишува на екраните рецептот, ако го пишува, треба да е од прилика од 100 до 200 грама во спанак во питата. Мислам, че дека пишува 300. Добро. Да. Тоа може да биде тоа може да се прилагоди. Да. Ами 100 до 200 е идеално. Идеално, точно. Добро, супер. Беше испишан на екранот, не знам дали ќе го видиме и за крај, како и да е, можете да си го промените или да го прилагодите во зависност од тоа колку пита сакате да добиете. Дино, ти благодарам уште еднаш, а вам ви благодарам за вниманието или што го проследивте и овој денешен оброк на денот. Останете на Телма до 10 часот, секако дека продолжува утринската. Следните минути ќе ги посветиме на изданието на Да си кажеме, каде што Горан, заедно со професор Никола Крстановски, ќе зборуваат за тоа кои се можните решенија за сообраќајниот метеж во главниот град на нашата земја, а тоа е Скопје.